Повод да зборуваме за едно од најприродните и најздрави богатства што ни ги дава природата, а за таа цел колегата Кирил Стојанов се наоѓа кај едно пчелно семејство, ке речем, заедно со пчеларот Венче Билбиловски, ке дознаеме каква беше оваа пчеларска година, дали имаме квалитетен мед, а ке зборуваме за тоа како да препознаеме кога медот она го купуваме, не е она што го пишуви на самата тегла. Кирил, добро утро. До тебе, ти ни ја носиш оваа пчеларска приказна во продолжение, па повели. Така, Иваневе, добро утро. 21. мај во многу земји на меѓународен план се обележува како ден на медот. Ако во месец мај го славиме денот на пчелата, во месец октомври е денот на медот. За тоа каква беше оваа сезона, дали имаме квалитетен македонски мед, како да препознаеме квалитет, меѓутоа и со какви предизвици се соочуваат пчеларите, ќе ни каже Венче Билбиловски од пчеларскиот здружение Матица и член на подсекторската група во Министерството за земјоделие. Еве, Венче, каква година имавме, ќе имаме ли квалитетен мед оваа година? Добро утро и поздрав до гледачите на Сител телевизија. Што се однесува до медот секогаш во нашата земја, значи, пошто такво и поднебјето е секогаш со врвен исклучиво голем квалитет. Меѓутоа, што се однесува до приносите, тоа не зависи од нас пчеларите, зависи од самата природа и односно од климатските промени кои што последниве години не задесија, значи сведоци сме последниве 2-3 децении дека климатските промени го земаат својот данок. Слободно можеме да кажеме дека приносите се преполовени, дури и повеќе, затоа што тоа се должи на изменетите климатски услови, што значи дека во април месец, кога е вегетацијата во полн ек, значи фаќаат тие минусни температури, потоа дождови и слично, а откако ќе се оправи, да речеме, времето ќе биде прилагодно за вегетирање, значи за принос на нектарот, тогаш пчелите, значи, извршуваат својата работа, носат полен, мед, нектар собираат, меѓутоа после извесен период сведоци сме дека енормно високите температури, што значи над 40 степени, кој што не е поволно за пчелите, го земаат својот данок, така да оттука и приносите се препаловени. Да речеме, ако пред 2-3 децении приносот бил некаде по 25 до 30 килограми по пчелно семејство, сега кога ќе добиеме 10 килограми, слободно можеме да кажеме дека сме задоволни, што е буквално на границата на рентабилноста што ја има пчеларот за производство на медот. Така е, се посериозен проблем си пожарите кои што ги има во последните години, кога веќе ги спомнавте производството за тоа колку се произведува, што би било како успех, колку пчеларите во Македонија успеваат да го продадат медот откако ќе го произведат, за таа рентабилност која што ја спомнавте, имаме ли соодветен пазар и пласман на медот во Македонија? Па медот во Македонија што го добиваме, како што рекоа, со намалениот принос што го има, ги задоволува потребите на граѓаните во Македонија, пошто и онака кај нас не е медот се уште се користи како лек, не се користи како храна, така да некаде процентот е околу 1 килограм по жител и тоа отприлика тука е и нашето производство. Меѓутоа проблемот се состои во друго, се состои во дивите препродавачи, ако може да кажам, со тој фалсификован мед и тука се ствара една нелојална конкуренција, еден лош паритет и граѓаните, ние се трудиме по секој начин да ја објасниме што во ствари представува фалсификованиот мед кој што го купуваат граѓаните. Меѓутоа, за голем дел од нив, секако цената е привлечна и се приклонуваат кон купување на тој вештачки мед или сируп кој што доаѓа по некои канали од други земји, потоа овдека уште, иако е тој со многу ниска цена таму, евро и пол го набавуваат од другите земји, значи влегува кај нас, и плюс се додаваат некои сирупи, што уште повише му е намалува неговата енергетска вредност и може да се каже дека од мед нема буквално ама ништо, меѓутоа ете самата цена, самите тие фалсификати прават да некогаш
купувачот се одлучи за тоа. Еве го гледаме и по социјалните мрежи како нудат 4 тегли за 1000 динари, за 1200 денари. Ние горе-долу ги препознаваме, ги секогаш ги нотираме, прикажуваме на службите, меѓутоа напливот е секако голем и тоа е као борба една на нас со тие диви препродавачи на фалсификуван мед. Она што е особено е важно, бидејќи вие сте во таа работа, го препознавате медот, меѓутоа јас верувам и поголемиот дел од граѓаните не можеме да се снајдеме за тоа кој е квалитетен, кој е фалсификуван, кои се оние знаци кои што навестуваат фалсификат. Освен цената, дали постојат начини кои што можеме да го препознаеме? Видите, значи за медот да се добие точна предпоставка кој мед е квалитетен, секако постојат лабораториите. Меѓутоа, кога купувачот купува една тегла од пазар или две, не може да ја носи во лабораторија за да испита, секако треба да на некој начин ја препознае дали е тоа вистински или не мед. Прво, треба теглата кога ќе се погледа, значи треба да има една компактност. Кога ја отвараме теглата, значи продавачот мора да дозволи да од таа тегла и да се проба, така ли? И таа треба да има некој специфичен мирис кој што е карактеристичен само за медот. Ако земеме ние да повлечеме со едно лажиче на медот, значи од теглата на медот, треба да вискозноста, значи тоа треба да се појави еден конец во вид на пајажина кој пошто метар и повеќе ќе дојде да не се прекинува. Доколку се појавуваат капки кога со лажичето ќе црпнеме од самата тегла, тоа е знак веќе дека во медот има поголема количина на вода и тие капки таа нит што е ја прекинуваат. Исто така ако земеме на една салфетка да ставиме на една салфетка да стави една капка од тој фалсификуван мед и една капка од оригиналниот мед, ќе видиме дека капката долго време, во ствари може и во недоглед ќе стои на салфетката, ќе стои од правиот мед, додека овој што е фалсификуван мед, течноста ќе ја пробие доле и ќе искочи на масата, значи ќе се појави како водичка, значи ја раствара хартијата, бидејќи таа салфетките се од таа целулозна хартија и тоа е еден исто добар индикатор. Или ако намачкаме на кришка, да речеме кога веќе дома снего донеле, намачкаме мед, правилен мед, тој ќе треба да ја подсуши одма кришката и со самото јадење ние ќе добиеме како еден крцкав вкус, додека кај другото, значи она ќе се утопи во самата кришка, значи ќе стане како кога мачкаме со некоја сирупна течност и така нешто. Така, има разни методи, меѓутоа е така чисто онака пообично да можеме да го разбереме тоа. Вие сте член на подсекторската група на Министерството за земјоделие. Да. Повеќе години за пчеларство за мед, повеќе време сте таму. Што е што му фали на пчеларството во Македонија? Кои се оние чекори кои што треба да се преземат? Еве, освен борбата со дивите препродавачи, кои се оние работи кои што треба да се направат за да се подобрат условите? За да се подобрат условите и да се привлечат младите пчелари, секако треба и таа регулатива, донесената регулатива за средствата што ги нуди, да речеме, Министерството или тие од ИПАР програма и нешто, значи тие документи, таа документација која е многу гломазна, треба да се сведе на основните работи. За да може секој пчелар, дури и почетникот, поготово за почетните пчелари, да можат да им биде приступачно. Ние во нашиот дел вршиме и обука, да речеме, по здруженијата на млади пчелари, учествуваат во тие здруженија со разни предавања кои еве сега есенва, да речеме, на есен почнуваат од ноември па до март месец. Значи практичниот дел и за првата обука на пчеларството ја се одведува кај нас. Меѓутоа сепак треба и некоја економска поддршка за да може пчеларот на почетокот да почне, бидејќи ако он вложува во средства за оградување на пчеларник, место ако нема може да го земе под подкуп и така. И сега уште ако ги купува и сите тие средства, како на пример сандуци, центрифуги, отклапачи и друг прибор, и уште ако климатските промени на крај не идат во негов прилог, после година, дена, 2-3, тој млад пчелар ќе се откажува, едноставно ќе рече дека нема корис и така да побрзо напушат. Затоа треба сите да бидеме сплотени, да на некој начин да се помогне на тој начин. Што значи дека таа регулатива со таа папирологија, како да кажеме онака, треба да се поуедначи, да биде едноставна и да не биде тие цензуси од 10.000 евра или не знам колку, него да може пчеларот да земе она што му е потребно, неопходно. И онака он го плаќа тие пари 50%, ако веќе му ги враќаат, барем на онај неговиот дел да се онади, да не мора да зема нешто што не му е потребно.
Така е. Само за крај, бидејќи еве ги спомнавме младите пчелари, спомнавме рентабилност, за крај колку има млади пчелари и дали се исплаќа пчеларството и производството на мед во Македонија? Па сега ќе ви кажам, значи, ако во Македонија постојат некаде регистрирани, а тоа е преку платежната агенција, пошто добиваме ние субвенции, некаде се околу 6000 и нешто регистрирани пчелари. Со 310.000 пчелни семејства низ Македонија кои што добиваат субвенции и тие се регистрирани. Меѓутоа овој број постојано е тука некаде, што значи некои повозрастни се откажуваат поради годините, поради било што, значи откажуваат, младите влегуваат, така да нема некој наплив на нови пчелари. Како што рековни тие да дојде некој се откажува затоа што последниве години како што се нема некој рентабилитет. Сега ќе речеме зашто па постои сепак пчеларството, тоа исто е љубов кон пчелите. Има ипак некој допринос, не можеме да кажеме дека тоа е све на нула, мислим, работиме буквално. Меѓутоа, и тоа треба да се спомне дека производната цена во моментов, значи за да се добие 1 килограм мед, некаде од 400 до 500 денари, што се вика зависи од далеченоста на пчеларникот, бидејќи сепак постојат одредени трошкови да се стигне до таму, низ годината има доста работи, доста поправки, преправки, купување на нова опрема, што значи треба и во тој дел да се земе во обзир онај индикатор, ако викаме производната цена е 400 до 500 динари, а се продава по 200 динари на пазарите, значи тоа е јавен индикатор за што се работи. И сега тука треба на некој начин, кога ние пријавуваме во инспекциите, да си ја завршат тие нивната работа, ние само може да насочиме, да ја покажеме овие параметри што се вика, што се и така. Венџи Билбиловски, ви благодарам за овој разговор, за вашите совети. Се надевам дека ќе продолжите да работите во подсекторската група во Министерството за земјоделие, дека ќе профункционира Федерацијата на пчелари во Македонија, дека ќе имаме убави години за пчелари. Така и тоа сакам да кажам, во последно време како прилог на сето ова за да се подобри пчеларството, да имаат што подиректни контакти пчеларите, формираме и пчеларска федерација, која ќе биде како круна на сите здруженија, која ќе може да ги собира проблемите од здруженијата, да ги изнесува на оние места кај што треба да биде и така, и организира посети на саеми за едукација на самите пчелари по здруженијата, така да на некој начин ќе биде бенефит за сите пчелари. Ви благодарам уште еднаш за и на вас поздрав. Ви благодарам за разговорот. Слушнавме од нашиот стручен соговорник за тоа каква беше годината, кои се оние проблеми со кои се соочуваат пчеларите, меѓутоа е многу важно дека Македонија има квалитетен мед, но секако треба да се чуваме и пазиме од оние фалсификувани производи кои што доаѓаат и кои што го нарушуваат квалитетот, а прават проблем на оние пчелари кои што произведуваат мед.